Симпатизерите на Владимир Путин и исламистите во Македонија се здружија во одбрана на Иран во најновиот конфликт во Блискиот Исток. Неверојатно е да се види како македонските путинисти и исламисти на социјалните мрежи споделуваат дезинформации и манипулативни видеа генерирани со вештачка интелигенција за наводни воени успеси на Иран. Во тие содржини се пласираат очигледни невистини, од тврдења дека е убиен израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, до наративи дека Тел Авив е уништен од иранските ракетни напади. Македонските путинисти веќе подолго време активно ја оправдуваат агресијата на Русија врз Украина, но во случајот со Иран најдоа сојузници кај представниците на политичкиот ислам во Македонија. На овие македонски граѓани верската идентификација им е поважна од државната или етничката. Тие формално комуницираат на албански, турски или македонски јазик, но идеолошки гравитираат кон концепти на пан-исламско единство и враќање на исламски калифат. На нивните профили доминира религиозната символика, а содржините често вклучуваат антизападни пораки, теории на заговор и говор на омраза вклучително и антисемитски наративи. Дури еден поранишен пратеник од сегашната опозиција на Фејсбук напиша дека Хитлер бил во право што се однесувал така со евреите. Причината за ваквото необично сојузништво меѓу путинистите и исламистите во Македонија може да се сведе на еден заеднички именител – силен анимозитет кон Западот, кој го перцепираат како главен непријател. Во нивната реторика, западната цивилизација се прикажува како морално декадентна, иако токму западните држави се карактеризираат со развиени демократски институции, висок животен стандард и заштита на основните човекови права. Таму се гарантира слободата на говор и нема политички затвореници. Во исто време, истите актери молчат за репресијата во Русија и Иран, каде властите со години ги ограничуваат слободите и ги прогонуваат критичарите на власта. Во Москва секој обид за антивладини протест може да заврши со апсење, додека во Иран учеството во протести е смртен грев. Овие режими не само што вршат внатрешна репресија, туку активно придонесуваат и за регионална нестабилност. Непровоцираната руска агресија врз Украина, како и улогата на Иран во конфликтите во Сирија, Либан, Газа и Јемен, предизвика огромни човечки страдања. Сепак, нивните поддржувачи овде кај нас често го игнорираат фактот дека станува збор за авторитарни системи во кои опозицијските лидери завршуваат во затвор или се елиминирани, а простор за демократско действување речиси и да нема. Да се разбери и поттикнувањето на ваквите наративи, вреди да се спомне и изјавата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, изразувајќи незадоволство од воздржаноста на дел од арапските држави кон Иран, тој изјави дека некои арапски лидери повеќе се плашат од Доналд Трамп отколку од Аллах. Со ваквата реторика, Лавров индиректно поттикнуваше граѓанско незадоволство кон владите во арапскиот свет. Но ваквите пораки на Лавров не ги потресоа арапите. Голем дел од јавноста во арапските земји е свесна дека Иран не е невин актер, туку фактор кој со години придонесува за продлабочување на конфликтите и поделбите во Блискиот Исток. Особено преку поддршка на различни паравоени секташки структури. За македонските путинисти нема дилема од каде се инспирираат во нивната антизападна реторика. Тоа е Москва. Сега дилемата е дали и нашите исламисти пијат вода од ист извор во Кремљ. Исто како чеченските кадировити, иако нивните социјални профили
Многу сакат да ги китат со турски знамиња и фотографиите на Ердоган. Колку да губат трага, можеби, кој знае, времето ќе покаже.